Добро утро и до тебе, добро утро и до нашите гледачи. Токму така, во првото вклучување на лице место ќе најавиме трибината ментално здравје во социјална заштита кај децата. Станува збор за трибина која што ќе се одржи денеска со почеток во 12 часот во детскиот дом 11 октомври, токму по повод 80 години постоење од овој дом. По повод 80 години постоење ќе се одбележат исто така и голем број на други активности во текот на идниот период, па токму нешто повеќе за самата трибина, но и за останатите активности во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, директорката на детскиот дом, госпоѓа Павлина. Те посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да појасниме најпрво за каква трибина станува збор. Го напоменав и насловот, станува збор за трибина каде што ќе се споделат искуства и на некој начин ќе има дебата, верувам, за менталното здравје кај самите деца. Станува збор, како што кажавте и вие, темата на трибината е ментално здравје кај децата кои што се во системот на социјална заштита. Целта на оваа трибина е подигнување на јавната свест за значењето на менталното здравје кај децата кои што се дел од системот на социјална заштита. Секако ние како професионалци сме свесни дека потребата од превенција и унапредување на менталното здравје кај овие деца е поголема во споредба со другите деца, затоа што тешките животни ситуации и траумата која што остава трак во нивното живење, значи наметнува потребата од тоа ние како професионалци постојано да постапуваме и да успешно да се справуваме со потребите на децата. Според вас, низ годините, колку се има менувано самиот пристап кон менталното здравје кај децата во социјална заштита? Во пристапот кон менталното здравје низ годините се менува во позитивна конотација, има голем напредок, за разлика од изминатиот период кога многу малку се зборуваше за менталното здравје, сега навистина се зборува многу често и многу повеќе се работи на превенција. Исто така и доста се вложува во едукација на стручните кадри кои што работат, но секогаш има простор за подобрување, усовршување на системот, секако кога се работи кога е потребна превенција и има потреба од тоа да системот повеќе работи на превенција на менталното здравје отколку на лечење на последиците кои што настануваат како резултат од ненавремено превенирање со предизвиците поврзани со менталното здравје. Еве веќе ги напоминавте предизвиците, напоминавме всушност дека е важно одржувањето на трибини од ваков тип со цел да се помогне на самите деца кои што имаат големи трауми во самиот живот. Ќе прашам според вас, кои се оние предизвици со кои се соочуваат самите деца во социјална заштита, зборувам од емоционален аспект? Овие деца се чувствуваат, прво го имаат чувството на емоционална несигурност. Често пати манифестираат анксиозно, агресивно однесување, намалена е самодовербата, го имаат намалено чувството за припадност и идентитет. Затоа се тука стручните работници, кои што постојано се во комуникација со нив, ја следат состојбата, навреме превенираат и превземаат соодветни мерки кои се во интерес на детето. Сакам накратко да напоменеме многу исто така за трибината, ве прашав и на самиот почеток. Нели ќе се одржи дебата каде што ќе се споделуваат искуства за менталното здравје, кои се ќе биде дел од таа трибина, односно дали стручни лица кои што се надвор од домот? Предавачи на трибината ќе бидат стручни лица кои што се надвор од домот и кои што имаат долгогодишно работно искуство во работа со деца, млади и семејства. Наши гости ќе бидат асистент доктор Билјана Гагачовска, психотерапевт, психолог Марија Коневска, професор Татјана Алексич и професор доктор Мимоза Раел. Трибината ќе ја води наша вработена психолог, психотерапевт, магистер Розалија Секуловска. Пред самиот крај би сакал да напоменеме нешто повеќе и за сите останати активности кои што ќе се одржат, односно тие активности кои што ќе ги одбележат овие 80 години постоење на домот. Во континуитет, ние во текот на целата година, активностите кои што ги реализираме, се трудиме да дадеме печат на овој 8-децениски јубилеј на постоење на установата. Ке се организираат спортски турнири, ќе се организираат голем број креативни работилници за децата, базар, а централната прослава ќе биде во месец октомври во Македонската филхармонија
во Македонската филхармонија, каде што свечено ќе го одбележиме јубилејот 80 години постоење на јавната установа Детски дом 11 октомври. Ви благодарам многу за одвоеното време утринува и што имаме можност да дадеме повеќе информации на нашите гледачи за самата трибина. Ви благодарам за соработката. Благодарам уште еднаш. Ве поздравуваме од првото вклучување на лице место. Верувам дека овој разговор беше добродеден за нашите гледачи. Се гледаме повторно за 1 час од сега со нова тема, односно ќе прикажеме изложба која што е поставена во Чифте Амон во Скопје.